Mleko Milkano, Milka sladoledi, Twix čokoladi, Woody Viršli, proizvodi Kinder, Hip сокови за дечиња, па дури и сируп за дечиња. Ова се само дел од производите, серија од производи, некои, не сите, кои што оваа година Агенцијата за храна ги има повлечено од маркетите од продажба поради присуство на недозволени супстанции во нив. Некои од нив имале бактерии, некои имале недозволени адитиви и така натака. Последно е што загрижува. Што користите за слабење? Дали купувате се и се што за кој што ќе чуете на интернет? Немојте и проверувајте секогаш на овој линк на Агенцијата за храна, затоа што последно што е напишано е дека се повлечени еден куп производи, суплементи за слабење и за убавина. Како на пример Body Tone, Fat Burner Drink, Night Burner Drink, овие се веројатно за слабење, па дури некои суплементи за прочистување на јетрата. Сите овие производи кои што се повлечени сега, серии од нив, се произведени во Словенија, а увезени во Македонија. Ке си речете дека ете Словенија барем е безбедна земја кога се однесува до производството и контрола на тоа што се содржат производите, но еве во овој случај овие производи користеле недозволени адитиви во нив, затоа се повлечени. Оно што ние забележавме дека тие дури во Македонија имаат и вебсайт каде што онлайн можете да ги купите овие производи. Денес кога отидовме на вебсајтот и може да се види дека еден од овие производи кои што се повлечени е се уште во продажба, сепак може да станува збор за друга серија, затоа што Агенцијата за храна има точно наведено кои серии од овие производи. Не значи дека сите се контаминирани, односно само тие серии кои што се наведени се оние кои што се повлечени. Секој ова кога го гледаме и кога ќе ја видиме листата на Агенцијата за храна што се е повлечено во оваа 2022 година, значи од почетокот на годината, листата може да видите дека е голема. Нормално се поставува прашањето дали знаеме што јадеме и какви лекови пиеме, дали се безбедни, дали некој ги контролира како што треба. Еве што велат од Агенцијата за храна. Во најголемиот дел економските оператори целосно ги почитуваат одредбите од Законот за безбедност на храна, со тоа што, како што го кажавте вие, значи оние производи кои што се млеко, месо, односно производи кои што за жал, ако не се соодветно чуваат, складираат, со ними соодветно не се манипулира, односно ставаат во промет, тогаш можно е да дојде до нивно расипување и таквите производи ние ги прогласуваме за небезбедни и се упатуваат на нештетно отстранување на една од депониите во државата. Ани направивме повеќе од 50.000 на контроли, а ова година веќе скоро 40.000 контроли. Тоа кажува дека Агенцијата и инспекцијските служби на Агенцијата навистина редовно мониторираме се што се случува во државата во однос на храната и сакаме на нашите граѓани да им гарантираме безбедна храна. Так. Што со таа храна која АХВ ја повлекува од маркетите? Каде завршува таа храна? Дистрибутерите имаат обврска да ја вратат кон производителот или? Значи двете се можностите, доколку се работи за производ кој е од увоз, дистрибутерот има можност да ја врати на местото на производство, доколку соодветната служба од таа држава тоа го прифати, или втората можност е да се нештотно уништи на депонија. Во периодот од 8 месеци уништени се 83 тони храна за кои што Агенцијата за храна нашла дека не се безбедни, а поднесени се 6 кривични пријави. Во овие производи што се уништени најдени се и бактерии, и вируси, и токсини, некои и така натака недозволени адитиви, а дел од нив се вратени кај производителот доколку се работи за производител од странска земја, дел се уништени во депониите во Македонија. Она што мора да го споменеме е што се пронаоѓа во овие производи. Најчесто, еве на пример последно што беше повлечено беше млекото Milkano. Според Агенцијата за храна во него се пронајдени недозволени количини на афлатоксин. Афлатоксинот може да предизвика жолтица и тешки оштетување на црниот дроб, како што стои во информациите. Друг пример на пронајдена штетна состојка е етилен оксид. Тој се користи во производство на антифриз, лекови, текстил, детергенти, лепила, а дури и за стерилизација на хируршката опрема. Ова е канцерогена состојка и според информациите може да предизвика леукемија, канцер на лимфите и дојките, се поврзува со спонтан абортус, генетско оштетување, оштетување на нервите, парализа и листата нема крај.
Оно што се поставува како прашање е зошто воопшто овие производи се нашле на полиците за купувачите да може да ги купат, зошто не се откриени на време. Од Агенцијата за храна вела дека тие вршат и редовни и воредни контроли, но апелираат и до потрошувачите да пријавуваат. Зошто? Еве последен пример е дека на социјалните мрежи се ширија фотографии од прелепени етикети со рокот на траење, како што може да видите на оваа етикета, до 10 месец ови кашкавал сега наводно, а доколку се одлепи етикетата е 5 месеци постар. Ги прашавме токму за овој случај во Агенцијата за храна, велат нема таква пријава до нив. Доколку има, тие ќе излезат на терен и ќе испитаат дали овој производ е безбеден за користење. И апелираат, велат дека имаат доволно опрема, софистицирана, имаат и доволно едуцирани стручни кадри, би можело нивниот број да биде и поголем, но сепак апелираат и потрошувачите да ги алармираат веднаш. Може тоа да го сторат или на телефонскиот број за потрошувачи кој што го имаат Агенцијата за храна или на нивниот вебсайт.